Да се бориш за Македонија, значи да создадеш услови земјата да ја внесеш во топ 30 држави во светот по добри услови за правење бизнис. И со помош на тоа да привлечеш инвеститори, кои како никогаш преходно ќе отворат илјадници работни места на секаден из Македонија. Во досегашниот период, во Македонија имаат отворено своји капацитети над десетици и десетици нови фабрики, а само во странските капацитети се вработени над 11.000 работници и тој број секојдневно расте. Само во оваа година очекуваме уште нови 25 странски компании да донесат и објават одлука за градба на своји капацитети во Македонија. Дел од нив и да почнат со градба и во истите тие капацитети кои планираат да ги отворат, да се креираат нови над 13.000 работни места. Така ние се бориме за Македонија. Покрај оние кои веќе објавија, има голем број кои не се објавени, а со кои сме во финална фаза на договор или веќе неофицијално ни потврдиле дека донеле конечна одлука за градба на нови фабрики во Македонија. Сакам да ви информирам со големо задоволство и да објавам официјално дека една таква е една американска инвестиција од автомобилската индустрија во висина од 15 милиони евра инвестиција, која планира да се стационира во Тетово и да вработи, внимавајте, 2.500 луѓе, 2.500 нови работни места за тој регион. Или една друга, која веќе неформално ни потврди инвестиција во Василево за производство на материјали кои се користат во рударство и градежништво. На почеток со 50 вработувања, а потоа ќе расти бројот. Во Велес престои уште една инвестиција со 1000 вработувања, на која долго работевме, а која веќе е пред потпишување на договор со една домашна банка, странскиот инвеститор со домашна банка, за купување на халите на една поранешна фабрика во тој град која сега не работи. Пред 2-3 недели владата донесе одлука да издаде уште една концесија за проширување на собственикот на сегашниот рудник Саса во Македонска каменица, што ќе биде нова инвестиција и дополнителни 200 вработувања во тој крај. Да објавам и уште една нова инвестиција, која е еден инвеститор кој што не извести дека веќе донеле одлука за инвестирање во Прилеп, тоа е германска компанија, во делот на автомобилската индустрија, висока технологија, 250 вработувања, главно високо образовани кадри, пред се инженери и менаџери, кој ќе ги пушти на тренинг наскоро во Германија. И ајде да објавам уште една, 6-та поред денеска инвестиција, која ќе ја најавам, која е сигурна, бидејќи компанијата, иако се уште официјално не објавува, веќе има регистрирано фирма во Скопје, отворено канцеларија и првите административни вработувања се реализирани. Се работи за германска компанија, потврдија градба на фабрика во зоната во Скопје за производство на електрични уреди, инвестиција вредна 30 милиони евра, 500 нови вработувања. Само овие 6 ново најавени капацитети, што денеска ги најавам овие нови 6, ќе значат нови 4.500 нови работни места во Македонија, директни, плюс многу индиректни работни места кои произлегуваат од отварањето на овие капацитети. И тоа не е се. Ете, почитувани граѓани, на какви бомби ние го трошиме нашето време. Тоа сме ние. Тоа е ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија.